Нема поголема болка за мајка да закопа собствено чедо. Таа болка за жал 2 пати ја почувствувала мајка Перуника од Кичево, која во 2023 година ја изгуби ќерка си, а во 2024 една несреќна ноќ престана да чука срцето и на нејзиниот син Маријан. Камо ја да морам на местото на овие деца да не беа без татко, што да правам? Саката верувајте, саката не душа, денеска су жива, како да не су и човеко, без глада су. Повторно ми званеше, кренав, брат ми помалиот, со пискање, ми соопшти, дојди побрзо, Маријан е починат. Јас веднаш за 5 минути дојдов, кој ќе вида што ќе вида. Спиејќи беше починат. Децата кога стигнав, брат ми беше во другата соба, децата овде близнациве пискаја. Плачеја. Ме молеја, те молам, тетичке, спаси го, татичко. Да, така ненадејно, надејно си децата нашко, дојда да ја разбудуваме, ко свика, брат му рече, мамо, Марко рече, умрел, како вредете. Кога ти довести на дрво го најдов. Викнав нем за помош, доктори, ништо. Джавити од инфрат констатираа така нешто. Ми ги остави овие 5 деца, ни мајка, ни татко дете. Оваа жена сите нас не подсети на мајка Неда од познатата поема на Прличев, која не го дочека жив синот јунак од борба, а мајка Перуника не успеа синот тоа утро да го разбуди за да ги однесе своите деца на училиште. Оттогаш нејзиното срце е скршено на милион парчиња, а ликот предвреме остарен, па оваа мајка и баба има само една цел да обезбеди сигурна иднина на своите внучиња. Мајка Перуника само 5 рожби од Маријан ја одржуваат во живот, за кој вели дека ќе се бори до последната капка крв во нејзините вени. И сакам исто како моите деца. Ќе се борам до крај. Децата да останат покрај мене. Децава се под кирија, значи све што барам, да им се обезбеди некој дом и сигурност на дечињава, зашто под кирија не можат. Ја не зема ништо, нема ни социјално, тој земаше социјално, се што скинат и тоа. Кирија, сметки, нема. 5 деца се во прашање. Не е едно. Баре овие деца да правиме некако да се обезбедат, друго ништо не ме интересира. И навистина, таа, иако сета во болка, ни ги отвори вратите само 2 недели по смртта на синот и побара помош да ги спаси децата од живот без кров и можност тие да живеат во собствен стан. Парите за кирија, рече таа тогаш, ќе може да се употребат за храна на децата. Да се најде нешто стан. Да се најде стануваат, баре даваш за кирија, баре за јадење, чим купиш да јадат. Че ги чувам до последно. До последно ќе чувам. Ја дете од мене не дела. Не. Во историјата на 5 мали сирачиња клучна улога одигра македонскиот народ од земјава и диаспората. Пари се собираа на различни начини и платформи, а овие дечиња го добија најважното нешто – социјален стан во кој веќе живеат со својата баба и чичко. Овие моменти од срце на дланка ги сакам најмногу, кога презентираме успешни истории, кога кажуваме што постигнавме благодарение на вашата хуманост и донација. Мислам дека навистина во Кичево, кога ќе го спомнам Кичево, знаете зашто станува збор. 5 мали сирачиња кои што стана без татко, мајката ги напушти многу одамна, а тие нема свој кров над главата. Беа под кирија заедно со нивната баба и чичко. Денеска сме во социјалната зграда, благодарение на државата која што им додели социјален стан, а тие се благодарни бидејќи добија многу донации, им го премија станот со нов мебел, благодарение на iCrowd платформата, а богами имаат и храна и се што ќе посакаат за живот. Станот целосно е опремен со мебел од средствата кои беа собирани на iCrowd платформата и сега среќата на малите ангелчиња е целосна.
Тие имаат своја соба, дневна, кујна со трпезарија, ходник и тераса во социјалната зграда во центарот на Кичево. Добар ден. Аха, вас ве боли ногата. Добар ден. Добар ден, добре дојдовте. Се сеќавате на нас, нели? Да. Како сте? Добри, подобри сме. Подобро е сега. Баба Перуника, добивте големо изненадување, олеснување на вашата состојба, на целата мака. Добивте социјален стан во кој што ќе може дечињата да се ги гледате. Да, фала многу на сите што донира, и што ги зна, и што ги не зна. Што ми дадоја покрив на децата, што ме ослободија од ними да не се секира за ними, друго не знам што да кажам. На сите им фала, на сите, кој донира, некого го знам, некого не го знам. Сите, на сите фала многу, сите да се здрави, живи, све да им дај Господ што душа им сакат. Вие навистина се грижите, рековте, децата ќе си ги гледате додека ве држи силата, снагата и додека можете. Да. Дечињата дел се на училиште, помалицките се дома. дома. Да, се радуваат ли тие? Да. Да, се радуваат. Кога ви соопштија дека добивате социјален стан, сигурно бевте најсрекни на свет. Да. Да. Што Многу, што децата така ми се под нивни покрив, што викаат, под заштита што имаат, што ги заштити државата, фала им Бог многу на сите. На сите фала им многу. освен социјалниот стан кој што ите благодарение на Икраот платформата која што исто за овие дечиња нели собираше пари од донации. Да. Се опреми станот, има нов мебел, има се што е потребно за да живеат децата еден нормален живот како и сите луѓе. Да. Наместено е, се е ново. Све. Има дневна, има кујна. Да. Опремено е купатилото, се е во ред. Се е во ред. Искречено е, нова маса, нови столици. Да. На што најмногу се радуваат еве малите? Па на све бре, дете, не мале тие, ништо. На све што ќе е ново, што го гледаат, на све им се радуваат. На све се радуваат. Фала ви и вас многу. Премногу ви фала. Почетната работа поради која што дојдовме, Да. тогаш рековте само да имаат стан. Стан, покрив на главата, друго ништо не ме интересират. Ништо друго. Вака, ние ќе, дур можа, ја, дур постова нога моја, дур стоит на земјава, и ја ќе се ги гледа децата. Си имаат и чичко, и тетки, сите се интересираат, најмногу Маријана, и чичко им. Тоа, друго нема што да ви кажам. Фала, премногу фала. Загубата од нивниот... Голема. Да, од Голема е. вашето чедо, од нивниот татко, ја... Да. Ете, полесно можат да го надминат тој момент. Да. Загубата не се покрива тама. Тоа е. Мене срцето ми се изгора. Сепак морате да издржите, да обстанете, уште долго да бидете на нозе, за да ги гледате. Имате 5 срекички кои што чекаат на вас и на кои што сте им потребни сите. Да. Вие имате повторно проблем со ногата и мало ми беше, да. Мало ми беше, во Скопје бев мало. Се отвори, раната не ми затвораше, ми се затвори сега и ува ми е. Сега е затворена? Да. Имате гангрена на ногата? Гангрена. Имате шеќерна болест? Да. Од шеќерот ли се отвора тоа? Да. Верувам дека ќе биде ова последна операција и дека ќе бидете нели здрава. Јас се надевам. За овие деца. Се надевам. Да, ќе може да ни го покажете полека станот. Ќе ви треба ли помош да ви помогнам? Немате ли Во куќата кај што седев, не А би таму вие кога се преселивте? Вчера. А вие вчера дојдовте? Затоа овие уште не се распаковани.
Па полека ќе се распакуваат кога ќе дојдат од работа, Маријана. Со оглед на вашата состојба, еве, подскопнувате, не можете Да. да одите, како ги чувате децата? Па тие не одат некаде овие две, другите не се бајле ги спремнува, си заминува. За 5-6 дена си ода, така и првиот. А ќе Нема. можете да одите, а? Да. Ама и сега ја си газа, ама не може Ама- доволно Не, булка да не има, направиме проблем, Да. подобро така. Ева, јас ќе ви помогнам. Ова е детската соба. Да. Уште не се распаковани, еве стварите горе, да се наместат, да се распаковаат. Тоа. Освен што го добивте станот и што се нели префрлаа финансиски средства, Да. имаше ли од други луѓе било каква друга помош? Имаше вака, Облека, храна, да, било да, как... имаше многу. И од армијата, од војската имаше, и од сегде, од продавнициве, За децата за на училиште. све прибор, да, школото им донесо. даде. И од школото имаше донации, им даде од школото. Буквално не само Македонија, туку и диаспората, сите станавме Да. едно со цел да се помогне на Да, вашите 5 да, момчиња. да. Сигурно бивте во тек со сето тоа што се случуваше Да. овие 2 месеци, откако нели излезе во јавност приказната, и верувам дека сте горди и не дај Боже да некој дојде во таква потреба како вие, Да, што се станавте и јавно го изнесовте вашиот проблем. да. Што би кажалете за таков телевизиски проект кој што го решава проблемот на луѓето како вашиот? Треба ли народот да се срами за да ако живее тешко? Не. Нема што да се страмам, ја ни крадам, ни лажам, ни кажува нешто што не е. Зошто да се страмам? Ја бара помош. Крадец не сум. И добивте помош. И добивме. Фала им многу. Да. Седи бесине. На сите им фала. И вас премногу. Ви благодарам. Да. Нема друго што да Да се седнете, да не се мачите да стоите додека ви зарасне раната, а ние ќе го погледнеме станот. Е, ова е и купатилото, готово. Да. Тоа. Убаво е кога секое семејство живее среќно. Убаво е кога се исполнуваат желбите на сите луѓе. Кога не можевме да го спасиме нивниот татко додека беше жив, барем сите заедно успеавме да усреќиме едно семејство од сирачиња да не биде на улица, безгрижно да живее во новиот простор и ништо да не му фали додека дечињата пораснат. Елена Ристова е столп и двигател на семејството кое живее во село Уларци, Чешиново Облешево. Таа е во вонбрачна заедница со Златко, а тие и двајцата имаат 2 претходно неуспешни брака зад себе. Од нив и двајцата имаат по 2 деца за кои плаќаат месечна алиментација. И во заедницата во која живеат заедно од 2016 година добиваат 2 заеднички деца, малите Катерина и Димитар, кои се пресладки и премали дечиња што посакуваат детство исто како и нивните врсници. Детски соби, облека, играчки и храна. Тоа е се што посакуваат овие братче и сестриче, зашто тие и двајцата се во училиште и гледаат што имаат и како живеат нивните другарчиња. За жал, Катерина и Димитар живеат во една мала соба од 10 метри квадратни, каде го минуваат денот, а ноќите мораат да одат во собата на баба им и дедо им, која е и дневна, и кујна, и детска соба. А поради тесниот простор, бабата и дедото некогаш спијат на земја, за да им овозможат комодитет на внучињата.
Немаме каде да се избањаме, немаме простор, стари секор секрева каде да спијат. Две фамилии сме во куќа, немаме доволно за грејење дрва. Многу ни се мали условите. Немаат ниту купатило, ниту тоалет, па тие и на мраз и на сонце, дури и во вечерните часови, мораат да отидат во полскиот тоалет, а тоа е тешко и страшно за малите дечиња. Златко обезбедил почетен материјал, цигли и даски и започнал да зида, но минималните средства и кредитот кој го враќаат не им дозволува да продолжат понатаму сами. Во таа куќа, во која има уште 2 соби, живеат уште 2 други фамилии – стрина и братучет на Златко. Мал простор за толку многу луѓе. Златко, гледаме тука материјали. Си се подготвувал ти од предходно за да изградиш соба на децата? Да, пред една година. Од пред една година? Да. А што ве спречи? Зошто стопиравте? Па не ми стасува пари. Мајстори треба да платам. Почнав да ги купив тие, почнав да правам, не ми стасува и андрек за деца. Стопирана е работата, но материјалот стои тука. Да, планираш да доградиш уште една соба и тоалет? Да, една. Од таа соба да ми се продолжи, тоалетот, купатилото да го доправам. Ми е преградено се, ќе се направи. Што материјали има тука? Имам за цел кроп керамиди имам, 1000 и нешто, имам греди, имам летви, за цел кроп имам, за цела куќа. Прво треба да се санира кровот? На кровот да се смене, ама позади ми и зидено само соба да се продолжи. Од таа соба сакам да отворам, да преградам, уваа да влезам. Уште една соба и купатилото внатре. И внатре што ми купатилото е зидено, направено, само да се стават стварите. Тоа е. Елена и Златко работат многу. Се трудат и мачат и после работното време во фабрика за мебел. Одат на нива, одгледуваат орис, сечат дрва на соседите за пари, а за волја на вистината Елена, иако жена, само за да им го обезбеди денот на децата, цепи по 2 кубни метри огревно дрво, крева тешки вреќи со орис и железа. Среќата на децата на ова семејство им е се, па затоа замолуваат за помош да изградат само една нова соба и тоалет за нив, за да можат малку понормално да го продолжат животот. А што најмногу те треба тебе? Соба, Каква соба? женска. Ама мама нема пари да купе. Треба да купат се и кревет, и маса, и столчиња. Бараш ли нешто, а не може да те дозволат? Да, барам. Што? Детска соба, такво. Ама они тоа не може да го направат. Што те викаат? Они викаат дека ќе го направат некој ден. Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срца на дланка. Денес во студиото на хотелот Лимак имам навистина интересна гостинка која што е пред се хумана и која што навистина освен на национално помага и на меѓународно ниво. Тоа е господјата Билјана Челик која што е собственик, односно создавач на Здруженијето Културно здружение Феникс. Меѓутоа, освен со културни настани, таа се занимава и со хуманитарни акции, па верувам дека ќе биде конструктивно нашето денешно зборување, разговарање, ете да се помогне на дел од семејствата кои што ние ги опфаќаме во емисијата Срца на дланка. Добар ден, Билјана. Добар ден, чест и задоволството се мои, секако и на Здруженијето. Благодарност до вас, како водител и автор на оваа емисија и на телевизија Алфа за просторот и времето, еве и ние да се представиме што и како работиме во Македонија и надвор од границите на Македонија. Бидејќи многу години се познаваме, Да. повеќе од 14-15, нели, имаме и заеднички конекции, но мислам дека од секогаш не се занимававте со хуманост. Последниве години започнавте, вие имавте некој приватен бизнис и слично? И јас во минатото се занимавав со адвокатура. По моето мажење се приселив во Турција и тамо јас веќе не можев да функционирам како адвокат, нови закони, друг правен систем. И никако произлезе од мене, или подобро да кажам, ме зема во прегратките културата и хуманоста.
Значи, првично, моето десување во таа област беше во Турција. Во Турција создадовме фондација Мамини души, во која што се сместени деца од бебиња до нивна 18 годишна возраст, при што фондацијата се грижи покрај за нивното школување, здравје, исто така и за нивно вработување по навршувањето на 18 години, па и понатаму сите оние што сакаат да го продолжат. Тоа е центар како за деца без родители? Да, тоа е фондација, тоа е еден дом во кој што се сместени од бебиња до 18 години, каде што има воспитувачи, медицински сестри, лекари, кои што се грижат за нивното здравје, за нивниот престој, за нивното образование, секако школувањето е по државните училишта и основни и средни. Меѓутоа им помагаме и по завршувањето на факултетот да се вработат или оние што не сакаат да учат да се вработат. Тоа е една фондација која што основач и председател сум јас, меѓутоа имаме меморандуми за соработка и поддршка финансиска од голем број на турски компании и да ви кажам искрено, јас сум воодушевена од нивната хуманост и тамо многу полесно доаѓаме до соработка во полето на хуманоста, за разлика од тука. Мене ми е навистина жал што ова морам да го кажам, али реалноста е таа. Дали се уште постои тоа таму во Турција? Да, таа се функционира. Функционирате, иако сте тука со место на живење? Без разлика, јас сум на место на живење, да, Скопје, Измир, бидејќи живееме и во Измир со супругот, значи таа се функционира безпрекорно. По моето доаѓање тука, јас не сакав да се вратам на мојата професија, се уморев некако да ви кажам од правото, ме презасити сето тоа. Едноставно, таа културна и хумана дејност ме обзема. И решив овдека, исто така, со мои блиски пријатели, да создадеме хуманитарно културно здружение, кое што работи во областа на културата и во областа на хуманоста. И го создадовте Феникс? Секако. Да. Ние го создадовме Феникс. И како почнавте и кои хумани акции ги направивте до сега? Па многу имаме манифестации од областа на културата и од областа на хуманоста. Феникс како име не беше случајно избрано, бидејќи Феникс нели е жар птицата која што повторно се раѓа од пепелта. И самата хуманост е всушност повторно раѓање на животот, давање на поддршка на сите оние маргинализирани групи во општеството, без разлика на вера, раса, нација. Нашите срца, нашите раце се отворени на сите тие. Нашата прва хуманитарна акција беше поврзана со Турција, бидејќи само што го создадовме здруженијето, Турција ја зафати катастрофален земјотресот во Измит? Да. И ние тогаш решивме, сосема случајно тоа излезе, еден мој пријател, академски сликар, Сокол Марковски, ми пишува на мене да ти дадам неколку слики, па продај ги, па даја помошта во Турција. Си велам, јас немам никакво искуство со тоа, ниту па допирни точки, ниту па некое познавање и многу неблагодарно е да вреднуваш некој труд. И така седам, викам, ајде јас ќе напишам на други мои пријатели сликари. Верувајте, за непол саат јас веќе имав донирано 50 слики. И ние после од наши македонски сликари. И јас ја користам оваа прилика, иако тогаш им се заблагодарив, повторно да се заблагодарам на хуманоста и на подадената рака. Организиравме една хуманитарна аукција. Сите слики се продадоа. Како на физички лица, така и на правни лица. Средствата ги испративме на семејствата погодени од земјотресот. И да ви кажам, ги испративме на првично на оние семејства кои што се преселени од Македонија, никако тоа нели не влече своето, ни дека на другите не би им помогнале, ама ето, на своето те влече. И таа беше нашата
прва хуманитарна акција. Но тогаш веќе, како велат старите, влезе чевијата и не може да се откажеш туку така од хуманитарност. Па не може, знаете што, кога срцето ви е полно со љубов, душата отворена, искрена, честна, еднаш како кога ќе го помирисите она радост, среќа на лицето на кое што му подарувате. А вие сте причина за тоа, за таа насмевка? Па искрено јас многу се радувам кога ќе подарам нешто и се фаќам самата себе си како јас не умеам да се израдувам на подарок. Значи, ни дека не ми е мило, меѓутоа не можам да ги манифестирам тие чувства на радост. Затоа што јас сум среќна кога ќе подарам, кога ќе видам насмевка. Тоа ме прави така да ми е убаво во душата и останувате заробени во тој свет затоа што сами сакате да бидете тука. Не случајно сте и станале ниеднашка не хуманитарец. посакувате да излезете. И тоа ве води. Еден по еден настан си се редат така настани. Во меѓувреме направивме од тој прв настан, хуманитарен, направивме хуманитарна акција за новогодишни подароци на децата со Даунов синдром, кои што се мои пријатели 7 години, кои што имаат едно чисто срце, љубов, да прифаќаат искрено, ви се радуваат кога ќе видат кај нив нема маска, кај нив нема лага. Тие се вклучени во сите наши настани кои што ги правиме од културен карактер. Учествуваат со пеење, играње, глумат и навистина даваат посебна убавина на секој настан, верувајте, а и радоста е кај нив голема. Потоа на децата со церебрална парализа, во детската клиника и во оделот за онкологија, детскиот одел за онкологија при државната болница во Скопје. Децата ви се фокус, значи, на вас? Кога е хуманитарност? Децата, не дека другите рандеви категории не ги помагаме. Децата се моја слабост, прво. Второ, децата се оние на кои што останува иднината и децата се тема врз кој што можете да изградите нешто. Возрастните се веќе изградени карактерно. Да. Еден мој пријател вели, ние старееме, мораме хуманитарноста да пренесеме на помладите генерации. Тие се токму така. Светот кој што допрва доаѓа. Па токму така. Еве, децата што се со Даунов синдром, од Сдруженијето Трисомија 21 и исто и од Сдруженијето Доза среќа, тие изработуваат своји рачни ракотворби, мозаици. И заедно, значи, тоа се појавува кај нив, значи, таа хуманост, желба да подарат некому нешто. И за празници, например, за Денот на влюбените, за 8 март, за Нова година, помоловите, одиме, ги даваат и сите па им даваат пари во смисол да си купат нешто, па со тие пари си одат на пица, на некој излет, меѓутоа ете и они се појавува тоа дека сакат да подарат некому нешто. И се чувствуваат корисни, веројатно. Секако, да. Помагаме и на другите категории, значи во програмата, целите и статутот на Сдруженијето. Покрај децата ни се вметнати за поддршка жените жртви на семено насилство, старите изнемуштени лица. А како им помагате? На старите изнемуштени лица им помагаме на тој начин што преку собирање на донации ги носиме во домите, потоа им одиме им правиме културни настани, па они се радуваат кога ќе им прочитате поезија, кога ќе им испеете некоја песна, кога ќе слушнат музика, кога со вас ќе седнат да разговараат, тие се жилни за муабет. Некогаш велат сиромашниот или нели таквите категории што се на маргините не се страдни за леп, страдни се за малку љубов и внимание. Да, токму така, нив им треба внимание, сакаат да си направат муабет, си се дружат они меѓу себе. Меѓутоа себе кога ќе дојде некој од надвор да им посвети внимание, подруго е чувството, радоста кај нив, па прават колачи, торти, заедно се дружиме.
Жените жртви на семејно насилство им помагаме пред се со тоа што се трудиме еве преку институциите да им дадеме заштита. Вие знаете дека јас по професија сум адвокат и сите таа подршка нормално им ја давам од срце и душа и гледаме да ги вклучиме во социјалниот живот, да им помогнеме да се вработат, да бидат независни, значи им ја даваме и правната заштита, меѓутоа им помагаме и материјално да бидат самостојни. Еден од нашите основачи и председателот на надзорен одбор на Сдруженијето има свој ресторан, па тамо ги вработува за почеток додека закрепнат, застанат на нозе и после нивниот избор дали ќе останат, ќе продолжат, меѓутоа ете се во најтешкиот момент да бидете покрај нив. Токму така, да, токму така. Исто така знаеме да правиме хуманитарни акции кога имаме болни дечиња на кои што им е потребно, со тоа што средства за лекување? Да, со тоа што тогаш правиме настани од културен карактер, разновиден. Значи, средствата од картите веројатно ги донирате за лекување. Можеме тука и да се консолидираме во смисла на објава на нашите социјални медиуми, ете и ние да допринесеме, бидејќи навистина има голем број наследачи кои што да не испадне фалење на навистина за брз временски период се собира таа сума за лечење. Мене ќе ми биде мило доколку имаме подршка и од вас, и од емисијата, и од телевизијата, бидејќи медиумот секако дека е многу моќен. Така да во однос на времето ќе се скрати оној временски период кога би се собрале средствата и секоја подадена рака е добродојдена. Ние сме отворени за соработка со сите институции. Имаме подпишано меморандуми за соработка со останати здруженија, институции, така да не се затвараме во некој круг и само ние. Не. Една птица, велат, не прави пролет, па затоа и соработуваме заедно со другите. Ние учествуваме и на хуманитарни настани и културни настани на останати здруженија и институции со своја поддршка, бидејќи заедно кога сме, нормално дека сме не само подобри, него и посилни и поуспешни. Имаме добра соработка во областа на хуманата дејност со фондацијата Елијас Шагар Талуктер. Тоа е меѓународна фондација која што постои од 2006 година. Јас се приклучив после како коосновач, подпредседател нејзин сум и тука правиме веќе на интернационално ниво хуманитарни акции. Средствата претежно до сега ни оделе во Африка со цел да се обезбеди вода, бидејќи секоја друга помош е малце потешка да се работи, дали било храна или лекови, меѓутоа вода, облека е полесно да се изпроцесира и да стигне. Па таму све им фали на тие, меѓутоа за нас е тешко да ја однесеме храна, сепак тоа е расипливо, со рок на трајање или па лекови. Така да, она што можеме, го носиме. Ете, облеката, мислам, не збориме тука за некоја стара облека, него збориме за нова, убава облека, постелнини, вода. И исто имаме дадена поддршка во Индија на сиромашните. Овдека да не изумам во народните кујни кои што се во црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров и Света Петка тука во Црниче, донираме храна согласно нашите можности. Вие сте по таа општина? Таму живеете? Јас сум по Ѓорче Петров. Да, по Ѓорче Петров сум. И согласно нашите можности, ние и таму им даваме поддршка. Сега беше во ноември месец, правивме интересна една изложба. Тоа беше, зашто ја споменувам во овој контекст изложбата, бидејќи беше од хуманитарен карактер. Таа изложба е изложба на фотографии лични
од семејството Романови, кои што нас ни се испратени од јеромонахот Игнатиј Шестаков, од Сретинскиот манастир во Москва. Тие фотографии го имаат обиколено светот. И секаде каде што се прави нивна изложба, таа изложба мора да биде од хуманитарен карактер. Ние овде кај ја направивме, малце ни беше тешко, од пролетта почнавме да бараме простор и никако не можевме да наидеме на разбирање дека станува збор за култура и за една хуманост. Меѓутоа, Општина Ѓурче Петров и градоначалникот ни го одобрија просторот во Домот на културата. Јас му благодарам и на градоначалникот и на општината. Ние направивме таа изложба тама, на која што беше присутен рускиот хор Славјанка, имавме руска балерина од Македонската опера и балет, имаше Било одличен настан, предпоставувам. Па убав беше, имаше убава енергија. Имаше наш хор македонски, имаше две руски поетиси, имаше еден црногорски поет кој што рецитираше духовна поезија. И настанот беше од хуманитарен карактер. Сите средства што се собраа од присутните, бидејќи семејството Романови се погубени гладни. Ние отидоа за храна. Да, купивме храна, ја дониравме во црквата Свети Петар и Павле во Ѓурче Петров. И едноставно го продолживме она што го имаше започнато во Сретинскиот манастир. Сега сме во разговори со нив да ни ги испратат вториот дел од тие фотографии, бидејќи семејството Романови од Руската православна црква се прогласени за светци. Па сега, со Господ напред, до година втора хуманитарна таква ќе направиме изложба. Уште многу, ќе ви посакам. Благодарам, јас се надевам дека ќе успееме. А и кога верувате и кога тоа го правите искрено и честно, нема невозможни работи. Само за нешто треба помалце, за нешто повеќе време. Сте имале можност да гледате Срце на дланка, предпоставувам? Секако, да, имам гледано и навистина тоа е за поздрав што го работите. Помагањето на сите оние семејства и социјално загрозени категории и за секоја почит. И јас баш кога разговаравме, многу се израдував, бидејќи ќе бидам гостинка, баш кај не само моја лична пријателка, него како личност која што има голема хуманост и се одлучила да направи еден ваков проект кој што е за респект, да ви кажам искрено. Сум гледам како сестрано се давате и како помагате секако на тие семејства. Ние пред сега ставаме пред широкиот аудиториум проблемот на семејствата кои што се пријавуваат и потоа со еден по-глобален апел да се помогне што е можно повеќе на тоа семејство. Има навистина многу семејства кои што се загрозени и верувам дека и дел од вашето здружение ќе се вклучи во соработка за помош на овие семејства. Секако ние првиот чекор со моето гостување тука кај вас го направивме. И сега одиме заедно понатаму, бидејќи имаме иста цел, а таа ни е хуманоста, помагање на онаму на кој што им е потребно најмногу. Така, ќе се гледам и во наредни прилики, ви благодарам што дојдовте. Обично се вели дека понекогаш Бог знае да ни ги затвори и вратите и прозорците, но тоа не е случајно. Треба да му веруваме во тие моменти, бидејќи очигледно надвор има бура и сака да не заштити. Сака да ако се наоѓате во овој момент во некоја тешка, безизгледна ситуација, можеби само ве заштитува Бог. Затоа тука постојат хуманитарците кои што треба да ви подадат рака, затоа што нашето малку некому може да значи се. Уште една успешна приказна со среќен крај. Овој пат повторно се сретнавме со семејството на 5 мали сирачиња од Кичево, кои на крајот од минатата година останаа без родители и само под грижа на роднините и бабата. Сепак, огромната помош и поддршка и од државата и од народот не ги остави малите ангелчиња сами во најтешкиот период. Па тие веќе се во сопствен стан, комплетно опремен и подготвен за нивното безгрижно детство. Фала многу на сите што донира, и што ги зна, и што ги не зна. Што ми дадоја покрив на децата, што ме ослободија од ними да не се секира за ними, друго не знам што да кажам.
На сите им фала. На сите.